за окажаната можност преку процедурално на некој начин да ја прашам колешката од Кавадарци дали по член 91 дали претходно што спомнувавте тука колегата од Кавадарци ви информирали така натаму, дали тоа значише за мене или за Панчо Минов? Добро, во ред. Јас верувам и гледам дека можеби идол сум ви вас од СДСМ од Кавадарци, но мислам и сметам дека коректно е, колешке, во тој дел ме е упатена процедуралната забелешка. Во тој дел ме е упатена процедуралната забелешка да фатиме некој ред на седницата, бидејќи разговараме за ребаланс на буџетот. И мислам ферски и коректно е, без разлика, ги почитувам дамите, бидејќи е жена колешката и покрај тоа што е жена, таа треба да се извини тука на партеничките група, односно на нас партениците, кога рече дека дали има некој паметен. Дали има некој паметен, тоа ќе го одреди електоратот на гласањето. Впрочем, колку во повеќе наврати како што го одредува. Не значи, колешки, дека вие ако сте член на извршен одбор на вашата социјалдемократска партија таму во Скопје и дека можете се да зборувате и да навредувате. Не е во ред, не е коректно. Не е во ред, не е коректно. За тоа, дали сте били на заедничка Македонија? Да. Јас сум сведок. Првија почнавте дискусијата со навредите. Не е во ред, не е во ред. Сите ви молчиме, ајде, член на извршен одбор е, нека се доискаже, ама ги претера границите. Кажавте дека од 2002 до 2006 вие тогаш сте биле вработени, да, така е. И верувам дека е така. И верувам дека тогаш не ви дале решение. Ви го продолжувале договорот на 3 месеци, на 6 месеци, така натаму, дошло ВМРО, ДПМН, се нашло таму некој паметен градоначалник и ви дале трансформација на работниот однос. Сакам од овдека, упатувам апел, ако имаме нешто лично да ме прашате мене, лично ќе ви одговорам. Но денес тема на дневен ред е ребаланс за буџетот, каде што очигледно сте многу нервозни затоа што бројките не се на ваша страна и ќе ве молам уште еднаш, ако имате нешто лично, спомнете го моето име и да дебатираме. Благодарам. Благодарам, колега Јованчев.